Нерешениот статус на професионалните возачи поради Шенген правилата ќе се решава преку издавање на долгорочни работни визи кои ќе значат регулиран престој за македонските превозници, вели заменик претседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Додава, разговорите со европските земји се во тек. Швајцарија веќе издава такви визи за македонските превозници. Хрватска најави дека тоа ќе го направи. Во моментов има законска процедура за усвојување на соодветен закон во Хрватскиот сабор. И за македонските транспортери специјални долгорочни визи за професионалните возачи се едно од решенијата за надминување на проблемите. За овој предлог, како и за вториот модел, проширување на прекуграничната работа, односно третирање на возачите како прекугранични работници, ќе се разговара на 19 март на состанок на работната група на Европската комисија. За конечно решение тоа е она што го бараме, да и ние како превозници во патниот сообраќај бидеме изедначени со бродскиот авиожелезничкиот превоз, чии посади воопшто не се евидентираат, нити им се брои деновите на престој. Добивањето на визи секогаш е билатерален однос, значи не се работи за состанок кој што би можело сите ние као држави, шесте држави од Балканот исто да преговараме. Бидејќи, например, за Македонија е многу битен однос од Бугарија и Грција, каде имаме кратки превози, потоа извозот кој што оди за Германија, за Австрија од странските инвеститори. Така да секоја држава на билатерална основа ќе разговара со тие држави каде што има поголем број на превози што се вршат. И јас во однос на барањето е да ако се добие и една виза, да се прифати правилото дека со добивање на визата се прифаќа превозниците и во транзит додат низ другите држави на Шенген зоната. Покрај проблемите со новите европски правила, транспортниот сектор во земјава и во регионот се соочува и со дополнителни економски притисоци, растот на цената на горивата, поттикнат од кризата на Блискиот Исток. Од асоциацијата Макам Транс велат дека доставиле барање до владата и до Министерството за финансии за рефундирање на дел од акцизата на горивата за комерцијален превоз во Србија и во Европската унија, за како што велат подобри конкурентски услови.